Почнуваме, добра вечер, добро дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Состојбата со ковид епидемијата и светската пандемија кај нас е критична, болниците се преполни, бројката на дневно заразени пациенти не стигнува, а не стигнува ни бројката на починати, која веќе секој ден се движи 30, 40, 50 луѓе. Со нас вечерва тука имаме двајца лекари, кои двајцата работат во ковид центри. Ќе видиме, ќе разговараме за оваа состојба, за причините за големата смртност, за најавените превентивни мерки за спречување на заразата. Почитувани, добар ден, добра вечер, веќе се стемнува полека Петар Атанасовски и Злате Мехмедовиќ. Добро вечер, добро вечер. Како што кажав, болниците се преполни, според последните податоци имаме 21.265 активни случаи. Во болниците веќе се бројат слободни места. Според Министерството за здравство, секој ден во оние извештаи кои се даваат слободни места има, според пациентите слободни места нема. Тие велат дека тоа едноставно не е точно. Ги враќаат. Како и да е, вие двајцата работите во ковид центри, доктор Атанасовски во ГОП 8 септември, Злате Мехмедови сега е на клиниката за неврологија. Интерни клиники во делот на клиниките за неврологија и дерматовенерологија. Да. Кажете ми прво, каква е состојбата? Каде е вистината меѓу овие две тврдења? Едното дека има слободни места, дека здравствениот систем се уште функционира, иако и Министерството признава дека е оптоварен, и жалбите на граѓаните кои велат дека тоа не е точно. Прво, добро вечер и да го честитам празникот денеска, не е празник 7 април на здравствените работници и благовет на православните христијани. Што да кажеме, дали има место, нема места, во нашите институции нема место. Значи се чека буквално да даде некој да се испише или некој да почине, па да се завземе неговото место. Јас од лично искуство знам, баш дента кога министерот изјави дека има места, јас кога дојдов на работа, дежурен, на моето оделение горе на неврологија имаше позитивен пациент, иако беше чисто оделението, кој седи 2 дена таму, а во тријажниот дел или центар кај ше во 8 септември имаше 2-3 пациенти, меѓу кои еден невролошки пациент кој од претходниот ден чекаше прием. Потоа се отворија нови оделенија и полека за еден ден се пополни тие места. Значи, состојбата е тешка. Тешка е состојбата. Фалат места, загрживачки е тоа што се поголем број на млади луѓе заболуваат и едноставно се прави напор да бидат згрижени. Бројката на прегледани пациенти во тријажниот центар во ГОП 8 септември достигна и преку 100 пациенти. Значи за едно деноноќе, а каде што да напоменеме дека до 3 часот или до 3,5 работи ефективната амбуланта, каде што посебно се прегледуваат и други пациенти, ковид пациенти. Да. И тоа не е, вие знаете подобро од мене, не е само за места, треба некој да работи таму. Тоа треба да работи, сакам исто да ги поздравам персоналот што пожртвовано се борат, и не само докторите, тука спаѓаат сестрите, болничарите, административците кои се бореа и не знам дали добија награда, а кои се во првиот борбен и редови со ковид пациенти, значи ковид пациентот се наведнува буквално на шалтерот и забораа дека спроти него може да има здрава личност која може да има ризик да биде заразена и да заболи со ковид вирусот. Да. Така да пожртвуваноста, не знам доколку ние скоро цела година и 2 месеци се бориме. Јас стварно им благодарам на тој персонал што е на ургентниот центар и тријажниот центар во ГОП 8 септември. Зборам за средниот персонал. Ние докторите сме малце и порелаксирани,
Ама пак се бориме и ние. И ние сме доста ангажирани, ама целиот товар мислам дека спаѓа на тој среден персонал и не знам до кога ќе издржат. Да. Да не спомнуваме за платите, да не спомнуваме за наградите, за заштитната опрема, тоа е посебна приказна. Мехмедовиќ, може ли здравствениот систем да издржи и според Министерството овој трет бран е најтежок, здравствениот систем е најоптоварен, како вас ви изгледа, до кога ќе може вака да се амортизира состојбата? Погрешен е пристапот. Значи, пред да започнам со дискусијата и да одговорам на вашето прашање, ја би се придружил кон честитките на сите здравствени работници, да им го честитаме денот на здравието, 7 април, кој што денеска се одбележува во една тажна атмосфера, меѓутоа има убава порака да го направиме овој свет поздрав и поеднаков во пристапот на тие здравствени права. Она што можеби го одбележува во оваа дефиниција денешниот ден е тоа што навистина можеме да видиме дека па дури во нашиот систем одредени права кои што се загарантирани за луѓето кои што имаат повисоки лични доходи се поинакви во однос на оние кои што треба да ги бараат услугите во јавното здравство. Јавното здравство е преоптеретено и најчесто проблемите се јавуваат кога немате доволно средства за да си обезбедите квалитетна здравствена заштита. И затоа најголем дел од приватните болници денеска го стваруваат својот профит на грбот на граѓаните кои што немаат доволно пари, па заложуваат куќи, станови и све она што имаат во своја собствена за да можат да си го платат лекувањето во некои од тие установи да добијат болнички кревет. Во однос на она колку е преоптоварен системот, да, преоптоварен, значи слободните места се бројат на прсти и буквално се чека испис за да може да се приме друг пациент. Во делот на интерните клиники дневно се прават во просек околу 25 до 30 исписи и тоа се места кои што многу брзо се пополнуваат, затоа што и по триажниот аспект на она што го гледаме кај пациентите, најголемиот дел од тие пациенти им е потребна хоспитализација. Оваа форма, оваа варијанта на вирусот со која што се соочуваме е изразито агресивна и прави тешки проблеми, прави големи проблеми во делот на инфламаторните маркери во клиничката слика која што ја гледаме кај пациентите и затоа е неопходна хоспитализација и одблиску следење на тие пациенти. И доколку не обезбедите навистина доволен број на кревети за да го третирате ова, тогаш имате сериозен проблем на тоа некој да остане без здравствена заштита. Оно што од Министерството уверуваат дека имаме доволно кревети е веројатно компензирано со отварањето на голем број оделенија како што е во делот на пластична хирургија, урологија, травматологија, ортопедија, детската клиника за педијатрија и последното што го слушнавме и Заводот за физикална медицина во Козле. Така да Извини што ќе се убацам, уфрлам во збор. Кревети може да има доволно, да има доволно персонал кој е способен психофизички да издржи и да пружи вистинската нега на пациентот. Не сваѓате? Претпоставам дека ова што го кажувате пластично кажано, ние може да наредиме во една соба 6 кревети со 6 пациенти тешки, уште 4 соби со исто толку број на пациенти, 24 пациенти, а на работа да има еден болничар, една сестра и еден доктор. Тоа сакав да го кажам за да разберат луѓето. Претпоставам дека таквото механичко зголемување на слободни места, каде што тој персонал кој постои се оптоварува дополнително, всушност го намалува квалитетот на здравствената услуга. Тоа се подразбира. Значи, може да се случи, знаеме, симптоматологијата и развојот на болеста е доста брза и се случува да пред 10 минути да разговарате со пациентот, да има добра сатурација, да не му треба кислородна поддршка, додека отидете да направите визита во наредната соба, да се влоши пациентот, нема кој да му пружи нега, бидејќи вие сте со ограничен број на персонал, кој е заморен, кој е ицепкан на смени каде што помалце да им се наплати да добијат парични средства за ова, дали на 12 часа, на 8 часа. Така да доста има пропусти каде што мора да се реагира и да се направи нешто подобро. Да. Поентата на оно што сакав да го кажам, само се вратиме на тоа, е дека погрешна е поставеноста доколку сакате да клинички да го решите проблемот со ширењето на вирусот. Значи не постои земја во светот која што има доволен клинички капацитет да може да третира болест.
не се залудно препораките од Светската здравствена организација превентивните мерки да бидат доминантната алатка со која што ќе ги решавате и ќе ја решавате пандемијата, ќе ги водите текот на настаните како се одвива оваа пандемија. Доколку навистина почнувате на тоа да размислувате да ги пополните максимално сите болнички капацитети и да ги искористите сите човечки ресурси кои што ви се на располагање, тоа е спротивно на сите епидемиолошки индикатори, сите епидемиолошки постулати кои што ви велат дека ефикасниот начин за контрола на една епидемија или пандемија ви е превентивата. И мислам дека тоа е основната работа која што е погрешно поставена во нашиот систем, дека треба сосем обратно да бидат поставени работите, дека треба да се размислува пред се на превентивниот момент, а не на клиничкиот. Да, Министерството за здравство и надлежните и Комисијата за заразни болести има различни изјави во однос на тие превентивни мерки. Прво кажуваа дека нема се уште потреба, дека анализите кои се прават од земјите кои ги вовеле дека не покажале резултати, за наеднаш да се предомислат и да воведат продолжување на полицискиот час, затварање на угостителски објекти и други објекти. Дали овие мерки, дали се носат овие мерки од стручен аспект или тука игра улога политиката, јавното мислење, бизнисот, економијата? Дали овие мерки сега, последните се донесени на време? Кога овие мерки ќе дадат резултат? Кога ќе почне да се намалува бројот на новозаразени? Значи, ако сакате да покриете повеќе фактори кои што се однесуваат кои што се однесуваат на една пандемија, тоа секако не се само индивидуалното здравје и колективното здравје или јавното здравје. Иако тоа е примарно, и тоа е тоа што треба да го заштитите. Треба да ги покриете и економските аспекти, и социолошките, и сите други аспекти од општественото живење. Економските аспекти не можете да ги занемарите поради тоа што невработеноста која што ќе резултира како несоодветно третирање, како резултат на несоодветно третирање на тие економски проблеми што ќе се јават во еден локдаун, во едно затварање, во полициски час или било што друго, ќе резултираат со невработеност, ќе резултираат со психолошки дистрес, ќе резултираат со несигурност, социјална несигурност кај граѓаните и тоа ќе направи дополнителен проблем, вклучувајќи го тука и здравствен проблем. Меѓутоа, фактот кој што повторно низ историјата на човештвото е докажан е дека дури и тие локдаун мерки, односно мерки на ограничување на движењето на населението, кога ќе бидат применети во нивната вистинска форма, на краток временски период, со силен импакт врз онаа епидемиолошка крива која што не следи, тогаш ќе имаат ефект. Доколку истите бидат расецкани, односно ослабени, недоволно силни, тогаш е најверојатно дека ќе имате еден пролонгиран ефект, едно интермецо на економски рехабилитација на системот, здравствени рехабилитација на системот и повторно појава на такви пандемиски високи криви кои што кога тогаш ќе направат вакви бранови кои што навистина се тешки за менаџирање. Ако сакаме навистина да имаме ефикасни резултати, тој локдаун се спроведува во период од 5 до 7 недели, кога ќе треба да даде ефикасен систем во кој што ќе се намалат бројките на новозаразените, а после тоа кога ќе се смират може да се размислува за релаксирање на тие рестриктивни мерки. Атанасовски, ви се чини ли вас дека мерките се спроведуваат стручно? Искрено не се спроведува стручно. Бидејќи некако повеќе влегува политиката во игра, а тоа го гледаме од самиот почеток на епидемијата, кога се воведува мерки и со помалце број заразени и со помалце смртни случаи. И се одеше на играње на корист на политичките партии и едноставно кога требаше да се има избори се налабавуваа мерките. Кога почнуваат да се шири епидемијата и пандемијата, некако мерките касно се воведуваат и се игра со тој политички фактор, ја би рекол. Сега последното беше со пописот, исто се балансираше. Мислам дека тоа е причината зашто не беа воведени овие мерки порано. Кој што спомна колегата, западноевропските земји воведуваат локдаун, ама тие ги покриваат сите економски трошоци на малите бизниси, на бизнисмените, на економијата и на сите вработени, за да не го осетат тој локдаун и тоа затварање на самите бизниси. Да имаме ние информации дека, например, во Германија секој бизнисмен или секоја фабрика или секој
да речеме, локал, кој што остварувал профит, државата му дава плюс 30%, ги покрива трошоците за платите на вработените со цел да не осетат некоја криза и едноставно да не бидат оставени на улица и без работа во оваа тешка состојба, каде што искрено не да Боже да заболи некој што е без работа, лекувањето, самите витамини коштаат повеќе илјади денари. Да не збориме за другата терапија што е многу поскапа. Да. И мислам дека овие сега мерки што се донесени се малце закаснати, бидејќи веќе како да почна да лаби епидемијата, го гледаме ние по бројот на прегледите, пикот беше малце претходно. Сега со смртните случаи таа бројка е зголемена, ама ќе видим. Мислам дека малце треба и построги мерки да се донесат сега, да издржиме неколку недели, со цел да добиеме нешто подобрување, за да едноставно да сопреме оваа епидемија и да овозможиме на здравствените работници да одморат малце, да одмориме ние, да речеме у прво лице да кажам, бидејќи е доста напорно. Да. Хаосот во самите болници, не знам клиничкиот центар како функционира, нашата болница, ако дојдете на лекување и да ќе приметите дека влегувањето на здравите и на болните, сега сите се болни кога доаѓаат, ама заразените со ковид и незаразените со ковид е низ иста врата во ургентниот центар. Значи, кога влагаат низ таа врата, лево фаќаат за триажниот центар, десно е чистиот дел. Значи, тука малце тие мерки се запоставија. Едно време во нашата болница не работеа ни еден лифт, работеше само тој лифтот за храна, каде што се носеше и храната, каде што се носеа и здравите и ковид позитивните пациенти. Да, телевизија 24 обработуваше таа така тема. Да, искрено тука не можеме никого, не знам кого треба да обвиниме, бидејќи средствата треба да дојдат од Министерството за здравство, бидејќи во оваа криза болницата е преоптеретена со финансии и ќе го спомнам на мисля да се купат тие, не знам, кои тенкови возила армиски, што мислам дека денеска не ни требаат, да се инвестираат во здравствениот систем и во опремување и овозможување на колку толку ние превентивно да спречиме ширење на зараза. Значи, ние може да земеме превентивни мерки надвор од болницата, превентивните мерки и ширењето на заразата во болницата е загрозен. Да. Дали ме разбирате? Значи, не работи магнетот, не работи, еден компјутер работи. Доста исто некои други апарати се расипани, каде што се пак тука доаѓа до загрозување на здравјето на пациентите. Јас како невролог, кога ми доаѓа мене пациент со мозочен удар во период од 14 часот до 17 часот, јас не можам да го снимам. Бидејќи во тој период се снимаат пациенти со COVID-19. Значи, тука јас сум успорен за да му ја пружам целокупната нега на тој пациент. Да, ако е тој за тромболиза, јас не можам. Магнетната резонанца зошто не работи? И колку време? Не работи може 4-5 месеци, може и повеќе. И ги праќате на рентген во државна, така, кај вас? Имаме ние сега баш доста пост-ковид пациенти, тоа релативно млади личности, 85-82 родени со доста пост-ковид енцефалити, и правиме организација со договор со радиологија во клиничкиот центар и да невозможно да ги испратиме таму и да бидат диагностицирани, односно да се направи таа магнетна резонанца. Да. Ја спомнавте смртноста, денеска повторно проверував на Коронаметар за Македонија, 10 сме во свет, некако не мрдаме од тоа место. И сега ако ги случиме тамо, да речеме Гибралтар и Сан Марино кои се пред нас, кои веројатно тоа е многу мали држави се, тоа е веќе друга статистика. Може ние сме значи седми, 8 сме во целиот свет по смртност. И сега ги имаме и овие зголемени дневни бројки на починати. Доктор Мехмедовиќ, има ли некоја причина зашто е толку голема смртноста кај нас цело време, константно во текот на
на оваа епидемија. Изведовме ли, може би на почетокот беше рано и болеста е нова и се, но сепак зошто нашата земја толку се истакнува? Дали имаме грешка во терапијата, дали здравствениот систем што е оптоварен, па поради тоа се продуцира таа голема смртност или нешто трето? Имаме ли одговор? Ајде вака поред да одговориме. Први, по однос на тоа дека е преоптоварен здравствениот систем, доколку погледнете во дневната статистика, таму јасно кажува дека од 50 починати, 50 се починати во болнички услови. Или еден е починат во домашни услови. Да, најчесто е така. Најчесто е така. Тоа значи дека тие кои што починале во болнички услови, односно не е дека не е причината исполнителоста на болничките капацитети. Доколку би било обратното, тогаш би имале случаи на пациенти кои што починуваат во домашни услови. Меѓутоа без намера да воопшто бидам на страна и да го бранам здравствениот систем, веројатно дека причината е нешто што до сега и воопшто не сме го разгледувале. Разговаравме за тоа какви се протоколите, меѓутоа генерално протоколите кои што ги користиме и ние во делот на интерните клиники, инфективната клиника 8 септември, сакат и останатите ковид центри што се отворени се согласно протоколи кои што се од Националното здружение на инфектолози од Америка или Роберт Кох институтот во Германија или Хрватското здружение на инфектолози, така да тоа не се протоколи кои што практично ние сме си ги наметнале сами на себе, своји лични искуства кои што ги применуваме со цел да можеме да кажеме дека во делот на терапијата се разликуваме од останатите држави кои што ја применуваат. Третата работа која што треба да ја земеме во предвид е дека се пријавуваат сите позитивни на ковид, меѓутоа тоа не е пример само со нашата држава, има и останати држави кои што ги пријавуваат позитивните на ковид, кои што не починале од ковид симптоматологија, меѓутоа биле детектирани постмортем како ковид позитивни. Според она моје лично размислување, сметам дека причината за високата смртност е во нешто што е надвор од сите овие три сфери на размислување. И дека треба да се направи сериозна анализа, за да можете да докажете нешто ви се потребни податоци. И мислам дека достапноста до податоци би требало да биде малку по-транспарентна, дека би требало секој од нас, посебно ние што се занимаваме со ковид пациенти, да имаме таков пристап до податоци, за да можеме да направиме некоја иницијална анализа која што би била предмет на понатамошно разгледување. Повторно ќе кажам, надвор од терапијата, надвор од болничките капацитети и надвор од тоа на начинот на кој што се води статистиката, сметам дека причината за високата смртност е нешто сосема четврто и дека треба и здравствените власти да се позанимаваат со ова прашање и нешто што не е прв пат потенцирано од моја страна, неколку пати апелирав. Имате ли претпоставка што е тоа, мислам, би кажале ли или Не, апсолутно не можам од овие податоци кои што ги имаме на располагање да изведам заклучок за тоа што би можело да биде, а уште помалку да го детерминирам како такво. Значи, на вистина не би можел, врз основа на овие три претпоставки кои што ги имаме за болничките капацитети, за протоколите и за пријавувањето на оние што се постмортем ковид позитивни, да извлечам податок дека едно од тие три или сите три заедно се причината за толку големата појава на смртност во нашата земја. Значи, мора да биде нешто што е сосема неврзано со овие три работи, затоа што овие три во основа и по статистика не ги покриваат сферите на логиката кои што не укажуваат на тоа дека има нешто погрешно во тоа што го. Едно од објаснувањата на министерот Филипче кога го прашуваат за ова прашање, тој вели објаснувањето му беше дека луѓето доста доцна доаѓаат во болница, тоа му беше едно од порано кога го прашува. Вие што мислите? Па јас не би се согласил, јас не знам, јас искрено го немам видено тој протокол кај нас во септември за лекување. Да не искочи на сите стручњаци да речеме може да преземат кога да се почне со антибиотикот. Зашто слушаме, значи на почетокот се удри со сумамедот на големо. Има тичете препишуваа. Исто така се почна да без контрола да се препишува и антикоагулатната терапија, таблетарната и клексането и фраксипаринот, значи за боцкање. Не се најде некоја стручна екипа од стручњаци кај нас професори да излезат. Ја овој момент би го разбирал да сме лани 2020, да не знаеме, да е непознато. Ама после година дена ние да немаме став, дали да се искачаме, се излегува со една изјава дека сумамедот е добар, па после не е добар,
Имаме поединечни примери како на професорот Пановски, кој цело време апелира за сумамедот. Видете, Така после натаму. сега во последно време и ивермектинот е во мода, каде што се препишува, искочија нови студии докази дека повеќе прави штета него корист. Дозирањето и давањето на ивермектинот е исто без протокол. Има некои каде што се даваат првиот, третиот, петиот ден, некои го даваат првиот, вториот и третиот ден. Идеме со дозажата, се знае, значи во однос на килограмите па пута милиграми толку се даваат. Значи некако не ова година и 2 месеци не се искочи со некој протокол. Може да се проверат сите листи на пациентите, сигурно ќе најдете, не знам дали ќе се најдат 10-15 листи кои што се идентични. Тука разговараме за две различни работи. Да. Едното е за протокол, второто е за придржување до протокол. По однос на тоа дали постоеше протокол за ивермектинот, постоеше протокол за ивермектинот. Истиот беше доставен и до Сдруженијето на матични лекари. За тоа на кој начин треба да се аплицира, кои денови се даде, во колкава доза треба да се даде. Постои посебен протокол за болничките пациенти, како треба да се применува тој протокол. Така да придржувањето до протоколот е сосема друга работа. Дека клиниката за пулмологија искочи со протокол за ивермектинот искочи. Односно го даде протоколот за ивермектин и тој беше јавно поделен за да може да истиот да се применува. Дали одредени лекари се придржуваат до тој протокол, тоа е друга работа. Дали истите лекари го виделе тој протокол, тоа е трета работа. Меѓутоа дека постоеше протокол, постоеше протокол. И истиот беше јавно достапен. Во однос на тоа колку штета се прави со одреден лек и кога треба да се вклучи друг лек, мислам дека барем во делот на интерните клиники, со консензус на стручен колегиум, беше донесено дека протоколот кој што ќе се користи во лекувањето на пациентите беше хрватскиот протокол. Така да во однос на тоа кога треба да почнете со антибиотик или кога треба да вклучите кортикостероидна терапија или кога треба да користите нискомолекуларен хепарин, беше точно определено согласно тој протокол. Тој не е протокол на државно ниво и доколку разговараме за такви протоколи, доколку разговараме го ставија тој Министерството за здравство, ако веќе е направен тој протокол на ниво на интерни клиники, требало да најде доблест и да го преземе и да го дистрибуира и да го унифицира и да го биде на ниво на цела држава. Да, еве, го спомнавте ивермектинот, според информации, ивермектинот во некои ковид центри се дава, во некои не се дава. Според други информации и сумамедот веќе во некои ковид центри не се дава, не се користи воопшто, значи исфрлено. За ова зборуваме за тие државни протоколи. Мислите ли дека им треба да има централизиран протокол? Па тој можеби би требало да се менува согласно податоците, доколку ивермектинот не делува, нека се смени и така натаму. Бидејќи вака окей ова што го кажувате, но ми се чини дека некако е стихино оставено на установите сами да се регулираат, а немаме централна Целата регулација. работа од почетокот е стихина. Еви сега гледате, се зголема бројот стихино се отвараат оделенија, се отвараат се пренаменуваат други клиники. Што ќе работиме ние со здравата популација која има потреба, што не е ковид, што има потреба од здравствена установа, од здравствена нега. Да, тоа е проблем од почетокот со другите пациенти кои се Тој запоставени. проблем остана. Да. би сакал Секојаш е стихино, значи ако има некој протокол врз база на научно докажани студии, светски признати, а може и за година дена требаше да изгледат и нашите стручњаци, не да се искача со статистика дека смртноста е на ниво на европско ниво, туку дали тој ковид пациент што починал, ако имал бронхопневмонија, дали таа бронхопневмонија е од вирусно потекло или е инфекција од некоја бактериска. Мислам Да, дека треба да бидеме повнимателни во комуникацијата, затоа што на овој начин мислам дека дополнително ќе се внесе паника помеѓу граѓаните. Една работа која што треба да биде јасна е дека протоколите кои што ги споменав, никаде не кажав дека се национални протоколи. Ја не кажав германскиот протокол, ја не кажав американскиот протокол, протокол кој што го донела Хрватска на ниво на држава. Тоа се протоколи на здруженија и на стручни институции кои што носат протоколи. Практично, болеста е толку нова што ниту една држава не може во својата легислатива да го внесе протоколот. Не е дека тоа е оправдание за било која држава, значи практично на глобално ниво е проблем. Меѓутоа постојат институции кои што се експертски, како што се
Националното здружение на инфектолози на Америка или Роберт Кох институтот за јавно здравје во Германија, кои што ви носат протокол. И тој протокол не важи на територија на цела Германија. Нормално дека во одредени, пошто таму е федерален систем на уредување на државата. И имате одредени држави користат еден протокол, друга држава користи сосема друг протокол. Не постои унифицираност на протоколите, не постои идеален протокол кој што можете да го користите во лекувањето на ковид пациенти. Меѓутоа одговорно тврдам дека секој лекар кој што работи во било кој ковид центар во државата дека се придржува до некој протокол. Пред се поради себе и својата чиста совест, а потоа и поради пациентите. Да. Оно што исто така сега е доста актуелно е вакцинацијата, тоа најмногу ги интересира граѓаните. Значи, после долго време кај нас дојдоа некои вакцини со донација, нешто купивме, нешто добивме, повеќе добивме за сега. За април Министерството најавува поголема количина на вакцини. Кажете ми, она што е сега најголема светска драма е околу вакцината на AstraZeneca. Денеска Европската агенција за лекови го донесе, рече се истиот заклучок код порано. Добро, сега кажа дека е докажана врската меѓу тие тромбози и вакцината, но вели дека користа од вакцината ги надминува ризиците. Бенефитот е во полза Бенефитот е поголем. Исто така денеска британските регулатори кажаа дека втората доза, дека тие што примеле прва доза на AstraZeneca треба да ја примат и втората доза. А кај нас министерот Филипче кажа дека се размислува тие што примеле AstraZeneca да примат втора доза од друга вакцина, што порано барем беше проблематично, ја не знам, не сум експерт на тоа поле, за вакцинација. Како вас ви се чини, како сега да се смират граѓаните кои порано не веруваа во има проблем со вакцините, а сега со овие сите информации мислам дека се додава дополнителна паника кај нив. Работата околу вакцинацијата доста излезе од контрола. Прво се излегуваа со различни податоци, тие што имаат прележано ковид инфекција, колку се имуни, дали треба да се вакцинираат, не треба да се вакцинираат, после недостатокот од вакцини, донациите во одредена вакцина прави несакани ефекти. Антивакцерите ги користат сите моменти. Се случуваат, значи тие несакани ефекти се случуваат. Јас им објаснувам и на самите пациенти кои ќе им препишеме ние одредена таблетарна терапија, они го отвараат упатството. Во упатството се наброени сите несакани ефекти. Тоа не значи дека самата вакцина не е добра. Значи, спомна на почетокот колегата, значи подобро да се спречи него да се лечи. Спречувањето и подобрувањето на имунолошкиот одговор и здравјето на народот е со вакцинацијата. Тоа да се разберем. Сега што излегува овие манипулации со вакцините, таа вакцина важи, таа дава такви несакани ефекти, другата дава сосем спротивни ефекти, некоја важи со пасош за патување низ Европската Унија. Малце мислам дека направи забуна во меѓу луѓето, ама мислам дека процентот на луѓето што сакаат да се вакцинираат е сепак голем. И проблемот е треба да се набават вакцините, за да може да се продолжи со вакцинацијата. Треба да се продолжи со вакцинацијата, како што реков, прво со ризичните групи, со здравствените работници, со хронично болните, па понатака да се оди со другите. Едноставно да се направи некој план, а кај нас не можеме да го правиме тој план бидејќи зависиме од донациите. Се уште немаме вакцини, така да. Јас прележав ковид и тие податоци, јас за тоа се лутам малце на нашите стручњаци кои ги респектирам. Значи не излегува некој вели дека после прележување дека можете да се вакцинирате и после месец дена, некој вика можете после 6 месеци, други велат дека ако имате имуноглобулин Г високи, е контраиндицирано да се вакцинирате. Мислам дека вакцинацијата на здравствените работници почна без испитување на тие ИГГ во крвта, да се види кој прележал, кој не прележал. Значи, нас не буни тоа што сме стручите лица. Искрено, јас тоа што сум го учил по имунологија, малце, не знам дали колегата ќе се сложи, малце
тоа што сме го учеле на времето е некако побиено со оваа епидемија. Да. Мислам дека не слушнав некој да каже дека е контраиндицирано си кога имате висок титар не ги тела да се вакцинирате. Не е контраиндицирано, туку нема потреба да се вакцинирате. Тоа е сосема друг. Тоа е сосема друга работа. Погрешно се изрази. Да. Значи дека Што вие во сте основа- заштитени, а да оставиме на тие Што што во основа е точно, тоа е Точно, практичен модел, значи не е медицински, не е научен модел. Секако дека доколку се вакцинирате имате висок титар на IgG антитела, дека нема ништо да ви биде. Меѓутоа ќе добиете бустер доза што ќе ви го засили имунитетот во насока на тоа да ги памти подолго тие мемориски клетки од имуниот систем подолго време да го памтат одговорот кон вирусот. Она што е важно е дека се ова што беше наведено е точно. И доколку имате висок титар на антитела и не се вакцинирате, ќе бидете заштитени од вирусот. Имате висок титар на антитела и се вакцинирате, повторно ќе бидете заштитени од вирусот. И во едниот и во другиот случај нема да имате компликации, да развиете тешка клиничка форма на болеста или да имате смртен исход, доколку се заразите со вирусот. Така да практично све од ова што го кажавме е точно. Во однос на вашето прашање сакам да дадам конкретни одговори. Едното прашање се однесуваше на тоа што мислиме ние за одлуката на ЕМА, која што беше практично 2 часа пред да почнеме ние со ова интервју. И внимателно ја прочитав неколку пати и ќе сакам точно да ја пренесам, да не ја парафразирам. Значи ЕМА донесе одлука во која што се вели дека треба во SMPC-то, тој што е збирот на сумарни карактеристики на продуктот на AstraZeneca вакцината, треба да стои дека се можни, потенцирам, можни несакани дејства, како тромбоза на централен венски синус, поради тоа што има зголемена инциденца, која што е и без разлика на незината фреквенција, далеку поретка и далеку помала од бенефитот на примањето на вакцината. Меѓутоа, се уште не е точно дефиниран механизмот на кој што тоа настанува. Значи, во еден случај се зборуваше за ХИТ, тоа е хепарин-индюст тромбоцитопенија, односно еден вид на создавање на тромби како резултат на хепарин, кога се намалуваат бројот на тромбоцитите, и втората е ВИПИТ, два различни механизми, меѓутоа ниту еден од тие механизми кои што се спомнува не беше докажан како механизам во делот на апликацијата на AstraZeneca вакцината. И затоа ЕМА наложи на своите комисии кои што се занимаваат во делот на регулативата и безбедноста на вакцината да продолжат со испитувањата за да го докажат механизмот. Се додека не се докаже механизмот, стои формулацијата дека се можни несакани ефекти од вакцината. Но ефектот, односно она што го имаме како благодет, како бенефит од примањето на вакцината е значително, во милион пати поголем од несаканите ефекти кои што се водат како резултат на апликација на вакцината. И тоа е нормално кога имате примена на еден медицински производ во таква масовна употреба, кога ви се вакцинирани речиси 30 до 40 милиони жители од целокупната светска популација. Затоа треба, како што препорача ЕМА, и понатаму се продолжи со вакцинацијата на... Истото го потврди и британската регулаторна комисија, денеска Борис Џонсон го потврди истото, така да во однос на безбедноста на вакцината се уште се стои на тоа дека AstraZeneca е безбедна вакцина. Дали треба да се прима втор тип на вакцина? Тоа е сериозно прашање и мислам дека министерот на тоа одговори дека ќе ги чекаат официјалните препораки од ЕМА. ЕМА е регулаторно тело. И доколку ЕМА каже дека согласно она што производителот го навел, а тоа е дека ќе примете првата доза на AstraZeneca и ќе примете втора доза на AstraZeneca, затоа што во тој протокол што го дава AstraZeneca не може да стои прва доза на AstraZeneca, а втора доза на Pfizer. Ке мора да се почитува протоколот, затоа што се регулатори. Тоа не е научно тело кое што сега ќе размислува за тоа што би било кога би примиле друга доза на вакцина. И согласно сите правила, прописи кои што се познати на медицината, они ќе донесат одлука дека треба да се почитуваат оние препораки што стојат во протоколот на медицина, на вакцината која што се аплицира. Доколку го дадете на било каков поинаков начин, прва доза на AstraZeneca, втора доза на Pfizer или Moderna или Sputnik или било што друго, тогаш ви излегувате од протоколот. И тоа се вика off-label medicine, односно медицина која што е надвор од она што го има препорачано производителот. И тоа ќе оди на одговорност на сите оние држави кои што ќе го применуваат како такво. Добро, ќе продолжиме со вакцинацијата. Мораме да направиме кратка пауза и брзо се враќаме во студиото. Останете со нас. Да, се враќаме во студиото, кај вакцинацијата сме. Оно што го гледаме на терен е дека ние се уште немаме нека организирана кампања за вакцинација. Пак ќе кажеме, немаме ни големи количества на вакцини, но сепак дојдоа
некои одредени, чекаме во месец април да дојдат уште. Мислите ли дека барем тоа требаше да се почне малце поагресивно, повеќе луѓето да се убедуваат во бенефитите од вакцинацијата или можеби чекаат надлежните да дојдат тие количини па тогаш? Па мислам дека малку се чека за количините да дојдат. Вие може да го убедите граѓани дека треба да се вакцинира, он да нема вакцина да се вакцинира. Да речем до вчера немаше вакцини. Искрено, дали 30% од медицинскиот персонал е вакциниран. Ако збориме медицински персонал или вработените во здравствените институции, тука не спаѓаат само здравствените работници, тука спаѓаат и администрацијата, хигиеничарите и попратните, значи доставувачите на кислород, на сите вработени што доаѓаат во контакт со болните пациенти. И мислам дека за тоа малце се кочи таа кампања, што ја користат антиваксерите и доставно доминираат по интернет мрежите, и каде што се влева страв на самото население и се плашат дали да се вакцинираат и да не се вакцинираат. Да. И министерот за здравство на почетокот рече дека ќе се вакцинира прв, потоа се предомисли, потоа решија целиот државен врв да се пријават регуларно во системот и да се вакцинираат кога ќе им дојде редот. Од друга страна, тие јавни вакцинирања на политичари делуваат доста позитивно во однос на луѓето. Тие чекаат да видат дали ќе ги видат нив да се вакцинираат за да ја донесат својата одлука. Од друга страна, нивната одлука да влезат регуларно во системот исто така може да се каже дека е окей, тоа го прави и Ангела Меркел, например. Вие што мислите, како е подобро да се постапи? Дали е подобро да се вакцинирате пред камери, да им покажете на луѓето дека вакцината е безбедна, дека еве и вие ја примате или да се оди вака, како што реши? Борис Џонсон ја прими AstraZeneca пред некој ден, мислам, дека си го засука ракавата и ја прими вакцината. И тоа беше очевиден пример да им се покаже на британците дека таа вакцина е безбедна и дека е ефикасна. Веројатно ние не сме дојдени до таа фаза. За волја на вистината, здравствените работници го преплавија Facebook и останатите социјални мрежи со слики, вклучувајќи ме и мене, од примањето на вакцините кои што пристигнаа првите, пошто тие беа наменети за здравствените работници. И веројатно ако народот треба да им верува некому во однос на тоа кој колку знае, колку познава за некоја вакцина, дали е безбедна или ефикасна, би требало да бидат здравствените работници, затоа што тука е сето тоа експертско знаење кое што е акумулирано и кое што е во насока на тоа да ги убеди граѓаните дека не е вербата во вакцината, туку познавањето на безбедноста на вакцината што ме натерало да ја примам истата. Така да тој првичен удар на убедување беше спроведен од здравствените работници и сметам дека тоа е исправно. Тоа беше мој став уште пред да започне вакцинацијата, дека народот пред се им верува на здравствените работници, на оние кои што знаат кои се проблемите од несаканите дејства на вакцината. И доколку ги види нив во првите редови на луѓе кои што ќе го прифатат примањето на вакцината, дека истите ќе им биде многу полесно да веруваат, не да знаат, туку да веруваат во тоа дека вакцината е безбедна. Така да ова одложено вакцинирање на политичарите можеби нема да испадне како нешто што е лошо и нема да биде земено за зло, од причина што повторно ќе кажам, политичарите се оние кои што носат политички одлуки. Здравствените одлуки ги носиме ние. А во однос на стапката на вакцинација, сега ми се чини се вакцинираат околу 3000 луѓе дневно, се уште имаме ограничени количества на вакцини. Министрот Филипче вели дека таа бројка ќе достигне до 7000 вакцинирани дневно. Има разни пресметки, излегува експертите и професорот Даниловски пишуваше анализи за тоа кога би можел да се постигне тој колективен имунитет, колку луѓе треба да се вакцинираат. Како вас ви изгледа таа стапка од 7000 вакцинирани дневно? Дали ќе биде доволно, еве и кога ќе имаме вакцини, за да ја поминеме епидемијата побрзо? Задоволително. Значи 7000 вакцинирања дневно е сосема задоволителна бројка, а за да може да се постигне колективен имунитет во период од 6 до 7 месеци. Тука постојат многу односно услови кои што треба да се исполнат за тоа да се случи. Прво и основно е да имаме доволна количина на вакцини, односно да не биде побарувачката на вакцини поголема од количината на вакцини која што ја поседуваме. Значи ни се потребни 1.200.000 вакцини за да можеме да го завршиме процесот во наредните 7 месеци. Вториот проблем кој што се јавува е проблемот на трчање на маратон, а не на спринт.
Значи, луѓето кои што ќе вакцинираат 7.000 дневно граѓани, треба да го прават тоа секој ден. Буквално секој ден, и сабота и недела, 30 дена во месецот. За да може ова да се случи во период од наредните 7 месеци. Дали ќе настане премор на персоналот? Многу е веројатно дека тоа ќе се случи. Меѓутоа и во случај на такво сценарио, би требало ние останатите кои што работиме, вклучувајќи и нас во ковид центрите или било каде во било кој друг дел од здравствениот систем, да се ги засукаме нашите ракави и да отидеме на тие ковид центри ако е треба и да ја вакцинираме ние лично, за да можеме да ја достигнеме бројката од 70% вакцинирани за овие 6 до 7 месеци. Така да сценариото со 7.000 вакцинирања дневно според мене дава ветувачки, ветува дека можеме навистина за овој период од 6 до 7 месеци да постигнеме колективен имунитет и при тоа да внимаваме на овие но кои што ги споменав и да не дозволиме да не се случи пропуст во тие две области, посебно во делот на човечки ресурси и во делот на логистика, односно подршка со вакцини кои што не се потребни. И уште ќе треба да имате 70% од население кој ќе сака да се вакцинира. Бидејќи анкетите покажуваат дека околу 50-54% сака да се вакцинира. Тоа е третото но кое што го испуштив и веројатно е дека кампањата, барем според мене, требаше да почне порано. Мислам дека ја припишувам истата грешка која што направија и останатите западноевропски земји, затоа Европа е црна дупка во светот по однос на тоа како се одвива процесот на вакцинација, односно има најмал број на вакцинирани, за разлика од нејзе во светот имате земји кои што брилијантно ја спроведува вакцинацијата. Дури ако го исклучиме Израел, ги имате Обединетите арапски емирати, го имате Чиле, Соединетите американски држави, Велика Британија која што веќе со Брекзитот и не ја рачунаме во Европската унија, така да имате земји кои што многу ефикасно, многу рано спроведоа кампањи за едукација на своето население, за да можат да достигнат вакви бројки на вакцинација. Нормално дека ќе стигнат во таа магична бројка од 70%, дека многу потешко киде вакцинацијата, поради тоа што тие последните 30 до 40% на луѓе кои што треба да се вакцинираат ќе биде најтешко да ги убедите, меѓутоа има простор и време до тогаш и тоа може да се случи. Потребно е иницијално да обезбедите кворум на луѓе во овој нареден период од 6 до 7 месеци, секогаш да имате 7.000 луѓе кои што на дневно ниво ќе бидат вољни да дојдат и да се вакцинираат. Да. Денеска министрот Филипче кажа дека разговарал повторно со приватните болници во однос на повеќе аспекти за нивно вклучување за борба во пандемијата, но и за цените, за тоа што најмногу се пишува на социјалните мрежи, зашто најмногу реагира јавноста. Тој вели државата нема правен механизам да им наложи на приватните болници да ги намалат цените. Една приватна болница кажа дека тие прифатиле да ги намалат цените за 10%, друга кажа дека нема да ги намали, бидејќи тоа е за нив економски неисплатливо. Дали мислите, доктор Атанасовски, дека државата навистина нема механизам, бидејќи имаме примери, еве например соседна Грција, таму имаше исто вака натегања со приватните болници, на крај зема државата, едноставно им нареди, ги вклучи во системот и толку. Кај нас, министрот веле дека немаш. Да се случи многу поодамна. Бидејќи мислам и во Италија така исто се случи кога беше пикот на епидемијата таму, сите приватни беа под капата на државата. Значи државата има моќ. Само не го направи тоа. Искрено државата и требаше да го направи едноставно пресметката колку е трошок за лекување на еден ковид пациент. Значи знаеме бројките се фрапатни, значи луѓе даваат под хипотеки, куки, станови само да остават. Јавна тајна е да сакат да влезете на лекување во некоја приватна болница, две се тука, не сакам ни да ги спомнам, бидејќи го прекршија кодексот на лекарите и медицинската етика, да треба пациентот да остави 12 или 15.000 евра за да може да почне лекувањето. Јас имам примери каде што иако платено, пациентот излегува во по-лоша состојба. Или кој ќе се играат со бројките на смртноста, значи кој ќе се дојде до веќе крајен стадиум каде што е иреверзибилна состојбата на пациентот, ги убедуваат семејството да бараат друго место и најчесто најблиско е тука 8 септември, па се прави притисок за да се префрлат таму пациентите, каде што
ние секогаш кобуриме со места и мислам дека државата тука направи пропуст. Медицински не е етички да го во тесно начекате човекот кој бара спас во здравството, кој претпоставувам нема леп да јаде, да му барате да достави на администрација толкава сума на пари. Не знам, тука постојат фонд за здравство, постојат инспекции, постојат секакви можности да се направи контрола, како што се прави контрола во јавното здравство. Мислам дека сепак и тие приватни здравствени установи работат на врз база на законите кои се донеси во Република Македонија. Значи, како што работам јас по тој медицински протокол и медицинска етика и медицина базирана на докази, така работат и тие. Едноставно треба да се провери. Имаше една добра... Зашто има муабети дека за давање на... Еве, јас имав еден пациент што ме ординирав терапијата, антибиотската со кортикостероидната, значи отиде во приватна, му се слоши навечер, по страв, паника, таткото го носи во приватна, продолжува со истата терапија што е препишана од моја страна, плюс оние фамозни инфузии што ги даваат, се наплаќа по 600 евра од ден. Значи 10 дена. Пациентот без се испишан, се уште кубури со болеста, CRP-то му беше 370. Да, имаше една добра дефиниција доктор Мехмедовиќ од еден ваш колега тука кога зборувавме на оваа тема, и он вели да ги разграничиме, официјално формално имаме јавни здравствени установи и приватни, ПЗУ и ЈЗУ, но немаме приватно и јавно здравство. Имаме едно здравство и имаме приватни установи кои се регулирани и работат според... Матичните лекари се приватно да, и работат според системот, според законот, имаат склучено договори со фондот за здравство. Требаше приватните здравствени установи поне договор со министрот да оформат една ковид болница, во неа да обезбедат место за 100 пациенти. Тоа не се случи, не знаеме зошто, од кои причини, иако Министерството за здравство инсистира дека се уште нема потреба од тоа, дека јавното добро го амортизира напливот на пациенти. Денеска излезе информација дека приватните болници ќе дадат 8 лекари кои ќе помагаат во јавното здравство. Мислите ли вие дека добро се менаџира оваа состојба со приватните болници, дека навистина државата нема што повеќе може да направи, освен вака да ги моли за да пратат некој лекар да помогне? Како доктор кој што поголем дел од својата лекарска професија го помина во превентивата, можам да кажам дека апсолутно не го разбирам начинот на кој што дискутираме за тоа дека треба да се отворат уште болнички капацитети. Че воопшто го забораваме аспектот на превентивата. Зошто е потребно да се отворат нови дополнителни болнички капацитети? До кога ќе оди тоа? Во Македонија, по некоја статистика, постојат околу 11.000 болнички легла. Треба ли да одиме до тоа да ги наполниме сите 11.000 болнички легла? За да треба да се свестиме дека треба да работиме на превентивата. Поентата е да ја спречиме трансмисијата на вирусот, за да ги испразниме тие болнички легла, не да ги наполниме. И доколку сметаме дека треба да отвориме уште некоја приватна болница и да склучиме договор на таа болница со Фондот за здравствено осигурување, за да може да ги даде тие услуги, со тоа не сме го решиле проблемот. Напротив, сме го продлабочили. Значи, се уште размислуваме на тоа клинички да го решаваме текот на пандемијата. Не постои земја во светот што клинички успеала да реши една пандемија или сакате епидемија на помало ниво, на локално ниво. Чи мора да постојат превентивни мерки. И не треба да се размислува во насока на тоа дека приватните болници се сега следната опција, која што ќе треба да се земе во предвид, пред се од аспект на тоа дека фондот треба да склучи договори со нив, па да дават јавноздравствени услуги, па тие пакети да се почитуваат секој и така натаму. Можеби треба цела таа енергија и фокус да се промени малку и да се насочиме кон превентивата, па да се вклучат специјалистите по медицинска екологија, по социјална медицина, по микробиологија, по епидемиологија и по медицина на трудот. Оние јавноздравствени гранки кои што со својот придонес можат и текако да го променат текот на оваа пандемија. Специјалист по медицина на трудот и од моето искуство можам да ви кажам
дека доколку 900.000 работници во оваа држава имаат стриктни протоколи за однесување на нивното работно место, донесени согласно целата експертиза која што ја имаат лекарите специјалисти по медицина на труд, оваа пандемија денеска ќе изгледа многу поинако. Меѓутоа, капацитетот на тој дел од системот кој што се однесува на превентивата е далеко од искористен. Добро, јас ви ја разбирам логиката за што зборувате, но Јас може ли мислам државата за- да се вклучи во регулација на оно што се случува таму? Бидејќи ова што го каже еве и доктор Атанасовски, многу го споредуваат со војно профитерство. Значи пандемијата е војна, ова е буквално е здравствена војна. Значи и мислам дека мислам дека гинат повеќе луѓе него во Втора светска војна што ги работам. Јас сум работел во приватно здравство 15 години, сега сум во јавно здравство 5 години. Значи, превенцијата е, се согласувам, значи превенцијата, како што реков, подобро да се спречи него да се лечи. Малце ја погрешивме ние. Еве сега имаме, значи, наплив на пациенти, наплив на и тоа најтрагично што се по млади личности. Значи имаме 22-23 годишни личности што починаа од ковид. Тука мислам дека требаше малце ние бараме да се растерети јавниот здравствен сектор. Не е растеретување да пратите вие лекари, значи доаѓа, јас и првото гостување кога бев тука, кажав дека системот треба да се расчлени на повеќе центри ковид, каде што ќе има интензивна нега, каде што ќе од одредени региони пациентите таму ќе бидат носени, а не како што иде правецот се во Скопје, во 8 септември и клиника за инфективни и сега клинички центар. Едноставно самиот персонал и услугата опаѓа. Персоналот се заморува. Вчера излагам од дежурство, верувал дека имаше 3 брзи помоши, една од Валандово, една од Велес и третата не знам од каде беше. Зашто? Моје прашање, зашто во Скопје? Зашто во ГОП 8 септември? Не можеше тоа да се направи подобро, да се организира, едноставно да се амортизира. Зашто вие ако го пратите, вие доаѓате од 24 вести, јас ако дојдам тука кај вас, јас не ја познавам средината, ме разбирате? Клопувањето дојда доста колеги интернисти на испомош во ГОП 8 септември, која беше првиот бран, пик. Веруете, мислам дека 70% беа така, им требаше време дури се адаптираат, па да почнат да делуваат. Мојата намера е дека мислам дека требаше приватните, тоа беше игра ќе отворат посебна болница, ги имаат капацитетите. Мислам дека сега една болница е цел капацитет е ковид. Ги заборавија сите не ковид операции, не ковид интервенции. Буквално искачаат озборување дека и самата администрација вработена таму носи гуски за веројатно дека е најисплатливо во моментот. Ангажирани се за најисплатливо, не знам, јас не го сваќам дека ние лекарите, нашата професија е непрофитабилна, да се разбере. Мехмедовиќ, дали ова што го зборуваме, дали државата треба да направи проста математика, да види колку чини лекување, па да речеме колку се плаќа на инфективна, толку да наплатуваат и приватните, бидејќи во ред на инфективна има партиципација, здравственото осигурување го покрива лекувањето, истата цена, доколку сака некој приватно да ја прати и во приватните здравствени установи. Може би, не знам, карикирам, може би, еве и тие 20.000 евра што ги наплаќаат, може би тоа е реална цена, не знаеме, но дали тоа треба да се провери? Не верувам дека ќе биде во интерес на било кој приватен здравствен оператор да склучи договор со фондот за да може фондот да ги купува услугите и после тоа. Приватно да се ги платат пациентите, но по таа цена што е реална цена, да ја види државата да ја регулира цената. Не да наплатуваат тоа неколку сака. Мислам дека и тука протоколите, плазма ферезата, одредени други постапки што се прават во приватните, дали се за... Например, да каже државата, вие не може за ова да платите 20.000 евро, ова кошта 5, да речеме. Да го разјасниме системот. Значи, системот на давање на здравствени услуги е дефиниран со пакети. Пакетите се дефинирани во Фондот за здравствено осигурување. Секоја здравствена услуга, како што е
например ЕКГ, ехо, компјутерска томографија, магнетна резонанца, има своја пакет услуга која што фондот ја наплаќа по соодветен систем. По така наречен DRG систем. И по тој систем точно знаете колку чини услугата. Да. За да може да биде регулирано во приватните болници, треба тој пакет кој што важи за јавните здравствени установи, да важи и за приватните здравствени установи. Во случај кога ќе наложите одредена услуга да се прави точно по одредена цена, по одреден пакет, прашањето е колкав ќе биде интересот на приватните здравствени оператори да ја даваат таа услуга. Впрочем, државата и до сега, преку Фондот за здравствено осигурување, склучуваше договори со приватните болници за услуги кои што не можат да се вршат во јавното здравство или на кои што услуги капацитетот ги надминува бројките кои што може да се, односно капацитетот на јавното здравство е надминат и не може да се постигнат тие бројки во јавното здравство, па поради тоа се купуваат тие услуги од приватните болници. Прашање е дали по тие цени ќе им одговара на приватните оператори да работат и понатаму со ковид пациенти. Тоа е нешто што треба веројатно да се види во некои трипартитни договори разговори кои што ќе ги имаат Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство и болниците. И доколку најдат било каков договор по однос на тоа, тогаш би можело да се размислува за унифицирање на цената на лекување на ковид пациенти. Меѓутоа, со оглед на тоа што сите ние ги знаеме цените кои што се плаќаат во приватните здравствени установи, приватните болници за лекување на ковид пациенти, сметам дека далеку од можноста сме да размислуваме дека ќе можеме да имаме некаков договор со приватните болници за некакво унифицирање на цените на услуги. Добро, значи доаѓаме сега до едно филозофско прашање, дали е подобро да ги имаме приватните колку што наплаќаат вака, но сепак да третираат и покриваат еден дел од население, или да ги немаме да одат со вакви цени? Тоа е прашањето, мислиш ли така? Тука е, видите, дојдовме до тоа. Се работи во мирнодопски, се извинувам, во мирнодопски кога немаме пандемија, разбирам јас. Значи, јас имам потреба од операција естетски на носот. Во јавно здравје ми викаат треба да чекаш 2 месеци. Толку ќе те кошта. Чини. Јас бирам приватна, завршувам утредента, си плаќам 3 пати повеќе. Тука се работи за пандемија, како што рековте, војна. Ова е војна. Значи, немаме ние тука гледање cost benefit. Секој починат човек нема цена. Значи, ние кој јас одев на курс за менеджери, кај што беа врвни стручњаци од цел свет, значи, најскапото нешто е човечкиот живот. Значи, не можете вие тоа да го споредувате. Дали ќе им се исплати? Нема да им се исплати. Не се исплатува ни на јавното здравје. Значи, ГОП 8 септември е во була. Значи, во минус се оди. Со цел пациентите да го добијат најдоброто што треба да го добијат. Добро, сите јавни здравствени се ние баравме нешто старкувавме зашто ние како вработени во 8 септември сме малце деградирани во однос на другите што работат на клиника. Не знам колку сте запознаени, се организираше еден штрајк. Да, знаеме, да. Па се договорија, па не се испочитуваат одговори. Ние баравме ефективниот додаток да не биде вклучен и да бидат пресметките на платите исти како што зима специјалистот невролог на клиника за неврологија, да земам јас. Како што зима сестрата вработена во ургентниот центар на клинички центар, така да зима и сестрата вработена во нашиот клинички центар. Значи, веруете, на тријажа, кај што работат со ковид пациенти, средниот персонал е изложен на најголем ризик. Значи, и самите пациенти едноставно го бараат спасот таму. А работат со мизерни услови, работат со мизерни плати, ама сепак, уште еднаш ќе ги поздравам и им благодарам и мислам дека можда звучам себично, ама мислам дека да не беше 8 септември и тој тријажен центар и ургентен центар, здравството крахираше уште повеќе. Она е крахирано, ама Да, дефинитивно. Можете да, значи тоа статистички може да се провери колку прегледи се направени. Да. Значи и ке што би рекле старите во овој момент да не работи било кој од ковид центрите кои што се актуелни и кои што обслужуваат пациенти, здравствениот систем ќе колабира. Значи, во моменти кога бараме 1 до 2 слободни места во некој од оделенијата,
можете да замислите што ќе биде доколку оделение од 30 пациенти се затвори и тие 30 пациенти немате каде да ги примате. Значи не е само до 8 септември. Треба да се заблагодариме на сите наши колеги, на сите наши здравствени работници широм државата за она што го прават, не само во Скопје, туку и во останатите градови, затоа што таквото безрезервно и пожртвувано работење во изминатите 12 месеци спаси илјадници човечки животи. И денеска, ако имаме бројка од 4000 починати од COVID-19, доколку немаше таква пожртвуваност во COVID центрите, таа бројка ќе беше барем 10 пати повисока. И навистина, она што е сработено во овие изминати 12 месеци, покажува дека човековото здравје нема цена. И дека човековата одговорност, пред се мислам на здравствениот персонал, беше и над висината на својата задача, и над висината на своите сили. Стварно собра е над човечки сили за да можат да ги издржат овие 12 месеци. Проблемот е уште колку ќе трае пандемијата и дали ќе имаме сили да го издржиме и останатиот дел од пандемијата. Да, добро. Оваа порака е добра за крај денес на Денот на светското здравје. Атанасовски и Мехмедови ви благодарам на двајцата за ова гостување. А на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што следевте уште една анализа и на крај се разбира, останете во добро здравје и следете нашата програма.